Почитувани, ви посакувам убаво утро и ве поканувам да останете со нас во продолжение да го слушнете разговорот кој што денеска ќе го имам со мојата соговорничка. Ние со нашата екипа од Канал 5 за Утринската здрава Македонија сме на гости на Факултетот за музичка уметност и зборуваме со деканката Дарија Андовска. Добро утро и добро дојдовте во Здрава Македонија. Добро утро и добро дојдовте на Факултетот за музичка уметност. Така е. Вие оваа година, навистина можам да кажам дека ви е многу убава, затоа што славите извонреден јубилеј, 60 години, што навистина е за почитување, но како што и редот, го прославувате низ целата година со навистина многу убави манифестации, концерти и така натаму. Споделите ни најпрво малку за тоа. Па да, ние хронолошки целата година ја обележуваме, но и академски, што значи дека ќе влеземе и во следната година, до крајот на летниот семестар во 27 година, така што речиси година и пол ќе го славиме овој голем јубилеј од 60 години. Во него вклучивме многу големи настани. Покровител на големите настани е председателката на Република Македонија, професор доктор Гордана Сијановска-Давкова. И повеќето настани, големите настани кои што ни ги се со поддршка на Министерството за култура и за тоа сме многу благодарни. До сега остваривме, еве на пример, еден танцов фестивал на кој што имаше учесници од 4 континенти. Имаше 4 вечери, беше навистина поздравен од сите учесници кои што веќе го таргетираат како еден од најважните фестивали регионално за танц. Имавме настап на камерниот оркестар во Скопје и во Ниш. Имавме настап на традиционалните инструменти, беа со концерт на школка во парк, на отворено. Сега имавме концерт на алумните на Факултетот за музичка уметност, тоа е значи навистина еден пантеон кој се не излегол од кај нас. Имавме селекција на гости кои што настапија на Охридско лето. Охридско лето заедно со нас го прославува јубилејот. Понатака ќе имаме и настани со Македонската филхармонија и со Македонската опера и балет, со Националниот џез оркестар, каде што тие ќе ни се придружат во прославата, се прави документарец за развојот на Факултетот за музичка уметност и тоа е исто така важно, тоа е во соработка со Македонската радиотелевизија со која што неодамна подпишавме меморандум за соработка. И важно е заради тоа што на овој начин конечно ќе биде јасно за јавноста која е важноста на Факултетот за музичка уметност, заради тоа што сите сме свесни за овие големи институции, но никако не е доволно нивото на свест за тоа колку е важен факултетот за да може да функционираат овие големи институции, затоа што тие се полнат со кадар кој што доаѓа од кај нас. Че ние можеме да функционираме и без нив, но тие не можат да функционираат без нас. Значи Факултетот за музичка уметност е тој што го дава кадарот не само за најголемите музички институции, него за сите школи, за сите средни школи, за сите основни школи, за сите специализирани школи, практично ја покриваме целата музичка сцена во Македонија. Што беше да речеме предизвиките за вас, на кои што сте на чело на овој факултет, а сега кои за студентите кои што се сега и учествуваат во прославувањето на еден ваков значаен јубилеј? Студентите се дел од други проекти што ги имаме заедно, кои што се веќе традиционални со Македонската опера и балет и Македонската филхармонија. Еве има настап со оркестарот на Македонската филхармонија во јуни, а со оркестарот, солистите пејачи, со оркестарот на Македонската опера и балет ќе имаат концерт на 15 септември. Тоа е традиционалниот концерт Коста Трпков. Важно е за сите, затоа што треба да го освестиме тоа каков е овој пантеон, каков е овој дом во кој што влегуваме секој ден. Така. Она кој што исто значајно за периодот кој што ни доаѓа се уписите на факултетот. Спомнавте и веќе напоминавте зошто е значајна ова институција и треба постојано да го зборуваме тоа, но ајде да ги охрабриме, односно да споделиме кога се уписите, да се подсетиме и зошто треба да се одберат и да дојдат тука на факултетот за музичка уметност. Уписите се на 17 и 18 август, приемните испити првиот уписан рок е 24 до 27 август, но предходно ние секогаш обезбедуваме припремна настава за оние студенти, потенцијални студенти кои што немаат претходно музичко образование или
не се доволно сигурни во себе, па сакаат да се спремат, да се подготват дополнително, може да се пријават за таа подготвителна настава. Тоа што го нудиме е од сите области, значи сите класични инструменти кои што влегуваат во симфонискиот оркестар, клавир, хармоника, гитара, имаме джез и популарна музика, таму ги имаме најдобрите кои што веќе се делот и од Националниот джез оркестар, не раздвоен дел од Националниот джез оркестар. Имаме балетска катедра каде што може да студираат класичен балет, современ и модерен балет и балетска педагогија. И се разбира теоретската катедра каде што може да студира теорија, музикологија, композиција, диригирање, етномузикологија. Навистина нема нема што нема кога станува збор за музиката, тука е вистинското. Тука е не само заради тоа што факултетот е со долга традиција од 60 години, туку заради тоа што навистина најдобрите и излегле од кај нас и работат кај нас. Така. Дарија, ви благодарам многу што денеска бевте заедно со нас, што ги споделивте овие информации за оние кои што можеби пропуштили, не знаат дека факултетот за музичка уметност се прослава ваков јубилеј, колку е значаен и каде се сте дел и учествувате, и секако за уписите кои што во периодот доаѓаат, а секако дека ние ќе бидеме повторно и од есенските денови со вас, за да ги споделуваме оние значени моменти кои што значат не само за нас како публика, туку и за вас. Ви благодарам и јас вам за вниманието. Верувам дека и те уживавте во нашиот разговор, почитувани. Секако ве поканувам понатаму да останете на Канал 5. Продолжуваме со Здрава Македонија.